Денеска православната црква ги празнува светиот Андреј архиепископ Критски и преподобната Марта. Светиот Андреј архиепископ Критски. Роден е во Дамаск од родители христијани. Од раѓањето па се до 7-та година од животот бил нем. Кога родителите го одвеле во црквата и го причестиле, тој проговорил: "Толкава е силата на Божјото причестување." Во 14-та година отишол во Ерусалим и се подстрижал во лаврата на светиот Сава освештен. Со разумот и со подвигот ги надминал многуте постари монаси и бил пример за многумина. Затоа патриархот го зел кај себе за писмоводител. А кога почнала да свирепствува монотелитската ерест, која учела дека Господ Исус Христос нема човечка волја, туку само божествена, се свикал во Цариград 6-тиот Вселенски собор во 681 година, во време на царувањето на царот Константин Брадестиот. Ерусалимскиот патриарх Теодор не можел да појде на соборот, туку како свој полномошник го испратил овој Андреј, тогаш архидјакон. На соборот Андреј ја покажал својата светла надареност, говорништво, ревноста кон верата и необичното разбирање. Помагајќи да се зацврсти православната вера, Андреј се вратил во Ерусалим на својата должност. Подоцна бил избран и поставен за архиепископ на островот Крит. Како архиереј бил многу омилен кај народот, ревнувал многу за православието и крепко ги победувал сите ереси. Со своите молитви правел многу чуда. Со молитви ги изгонил сарацените од островот Крит. Напишал многу поучни книги, песни и канони, од кои најпознат е големиот канон на Богородица, што се чита во четвртокот од 5-та седмица на Великиот пост. Со својот надворешен изглед бил таков што гледајќи му го лицето и слушајќи ги неговите медоточни зборови, секој се насладувал и се поправал. Враќајќи се еднаш од Цариград, тој ја предскажал својата смрт пред да стаса на Крит. Така и се случило. Кога бродчето пловело во близина на островот Митилен, го завршил својот земен живот овој светилник на црквата и со душата се преселил во Царството Христово во 712 година. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј.
Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Преподобната Марта, мајка на светиот Симеон Дивногорец. Цела со душата посветена на верата, таа не помислувала на брак. И кога родителите ја ветиле за некое момче, таа помислила да го остави родителскиот дом и да се оддалечи од светот. Но и се јавил светиот Јован Претеча и ја посоветувал да постапи според волјата на родителите и да стапи во брак, што таа и го направила. Од тој брак се родил чудесниот светител Симеон, подвижник Дивногорски. Имала постојан обичај да станува на полноќ на молитва. Со големо милосрдие ги помагала и ги посетувала бедните и им служела на болните. Една година пред смртта видела многу ангели со свеќи во рацете и од нив го дознала времето на својата смрт. Дознавајќи го тоа, Марта поусрдно се предала на молитвата и на добрите дела. Мирно се упокоила во 551 година и била погребана покрај столбот на својот син Симеон Столпник. По смртта се јавила повеќе пати заради поука на луѓето и заради исцелување на некои болни. Како значајно е забележано низиното јавување на настојателот на Симеоновиот манастир. По погребението на светата Марта, игуменот поставил кандило на незиниот гроб со решеност тоа никако да не се гасне. Но по извесно време луѓето станале мрзеливи и кандилото се изгасило. Тогаш настојателот се разболел, му се јавила светителката и му рекла: "Зошто не го запалувате кандилото на мојот гроб? Знајте дека мене не ми е потребна светлината од вашите свеќи, зошто се удостоив пред Бога за вечната небесна светлина, но тоа е потребно за вас. Зашто кога ќе ја запалите светлината на мојот гроб, тогаш ме подсетувате да се молам на Господа за вас." Од ова е јасно дека целта на нашето почитување на светителите е да ги побудиме тие како подостојни од нас да му се молат на Бога за нас и за нашето спасение. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочну и
Твоим без истления. Бога слова рошую, суштую. Богородицу, Тя